Се враќаме, браќа и сестри, на толкувањето на апостолот повеќе време го немавме толкувано, затоа што имаме стално нека причина за нешто друго да зборуваме, бидејќи, како знаете, сите овие денови на Светата 40 се посветени се на нешто важно и затоа секогаш сме толкувале тоа што е поважно. Меѓутоа, еве денес да се вратиме на апостолот што го читавме. Апостол до послание фактички на апостол Павле до евреите. И вели: кога Бог му даде ветување на Авраама, бидејќи немаше никој поголем од него, во кого би се заколна во себе. Обично, тие знаете, кога се колни човек, иако не треба се колни на друго место, токму Евангелието вели дека не треба се колниме ни она што е вона на небото, ни на земјата, меѓутоа некогаш има потреба човекот да докаже достоверноста на своите зборови и секогаш се колни во нешто поголемо од себе, затоа што со тоа ја утврдува достоверноста на зборовите. Значи, верувај во него, се слушале дури и велат жими Господа. Тој како најголем, во кого да се заколне Господ, кога нема поголем од него? Тој е најголемиот. И затоа во своје име се колни, му се колни на Авраама. Тоа значи му се колни, што значи? Тоа значи дека ќе го одржам зборот по секоја цена. Тоа значи колнењето на Господа. И Господ се колни пред Авраама во што? Дека велејки на вистина ќе те благословам и преблагословам и ќе те умножам и преумножам. Не го исполни Господ тоа. Пред векови дадено ова. Израелскиот народ до денес не е избришан од земјата. А колку противници има? А колку непријатели има? Ама не може да го исполни, зашто Господ го дал ветувањето. Му го дал ветувањето дека ќе го одржи тој народ. Тој народ на вистина стана непослушен со тоа што не го прима Месијата. Се слушале вие дека денес уште тие само чекаат Месија дека треба да дојде. Зашто не го примија главниот Месија, оној кој е вистински Месија, а тој е Господ Исус Христос. Меѓутоа, замислете сега Господ ветување му дава на Авраама, прародителот на евреите и наш прародител на христијаните. И после тоа да не го одржи. И сега да даде еврејскиот народ да се избриши од земјата. Гледате колку мал народ е, а колка пркос на сите околни народи прави. Зашто? Ова ветување, знаете го дека Господ го даде на тој мал народ, уште кога беше уште помал од сегашната ситуација, уште кога беше во Египет, им даде ветување дека ќе им ја даде ветената земја. И сега велите, како ништо да не било, таа ветена земја да им ја даде на други. Затоа треба да ги поврзуваме работите, браќи. И мене ми е многу тешко да не помисли некој дека некој брана оној геноцид што се случува во Палестина сега. И мене ми е тешко. Ама од друга страна, знаејќи го ова, дека Господ го даде ветувањето и дека тој никогаш не го враќа ветувањето. Ние може би некогаш луѓето и да се излажеме, да си го вратиме ветувањето.
како што дури постои поговорка маш рекол, маш одрекол. Не, кај Господ не е така. Господ еднаш кажува за сите векови, тоа важи, за сите времиња. И тоа е важното. Луѓето така со долго трпение ова е. И така со долго трпение тој го доби ветеното, значи Авраам. Меѓутоа на ова сака да се задржам, долго трпение. Ние сме навикнале трпение да имаме, кое трае одредено време, ма долго трпение се споменува што е многу подолго трпението. Човек кој е подготвен на тоа добива многу од Господа. Само во еврејската химна, ако сте ја слушале, се вели дека 2000 години со надеж чекаат да се вратат во ветената земја. Од 70 година, 70, значи 70 години после раѓањето Христово, евреите немаат своја држава. Ја направија дури после Втората светска војна. Избркани беа од земјата каде што живеа. Ама каква надеж е таа да после 2000 години направиш држава? Тоа е навистина за воодушевување. Зашто поздравот на евреите сите тие години беше до година во Ерусалим. Не се поздравува добро вечер, добро утро, како што се поздравува вообичаено, туку се среќава двајца евреи до година во Ерусалим. Ете ја дочекал. Скоро после 2000 години направија држава во Ерусалим. И го направија дури Ерусалим главен град. Воопшто не треба да помислувате дека ја го восфалувам сето од тоа, како некојаш на нечистен начин се добива работи. Меѓутоа го толкувам ова што Господ им го вети, а тоа е дека ќе бидат господари на таа земја на која тече мед и млеко. Тече мед и млеко, скоро пустина е Израел. Ама ја направија, кој има отидено скоро ќе види дека таму раѓа се. Таа пустина раѓа се. Тоа е во суштина благословот. Еве ќе продолжиме и понатаму со зборовите Господови дека ги благослови и преблагослови еврејскиот народ кој се сека и еврејската вера, кој се секако основа и на нашата вера, зашто патриархот Авраам, со кој Господ склопи сојуз, е патриарх на православните. Ние не се откажуваме од тоа дека патриарх наш е Авраам. Луѓето пак се колнат во поголемо од нив. И заклетвата како потврда и става крај на секоја нивна препирка. Значи, и ние, еве до наше време се колниме за да нема препирка и му велиме дури на некој, заколни се, демек, за да се покаже вистината. Тој што верува, браќа и сестри, тој и го запазува она дека нема потреба да се колне, ама ако се заколне достоверно. Сигурно треба да биде тоа така. Меѓутоа денес луѓето може да ви се заколнат во лагата. За жал, и тоа се случува, меѓутоа затоа и не потребуваме од луѓе кои се колнат на лагата да се колнат истите. Затоа и Бог, сакајќи на наследниците
на својата одлука посведочи со заклетвата преку две незаменливи работи во кои е можно Бог да излаже, да имаме крепка утеха и ние, кои прибегнуваме да ја дофатиме надежта која е пред нас, а која нашата душа е цврста и сигурна котва, која влегува дури зад завесата. Тоа што Господ го вети на израелскиот народ се исполни и преисполни. И уште ќе се исполнува, зашто Господ е, браќа и сестри, достоверен. Тој не дава нешто за после да го повлечи, како ние луѓето, можеби, од некаква причина. На нашите деца или на нашите пријатели ќе им дадеме нешто и после ќе им речеме ајде врати ми го тоа. Не, Господ дава еднаш за секогаш, за сите времења, за сета вечност. Тоа ако го знаеме, а треба да го знаеме, тогаш ќе видиме колку благослов врз нас е подаден и со тој благослов ние живееме. Еве денеска имате прилика да чуете, ги бомбардираат или се заканува американскиот председател дури да ги бомбардира енергетските постројки во Иран. И да нема како во Украина, да не може да се топлат, да се грејат, значи, да немаат никаква енергија. Меѓутоа, таа енергија, која, еве и Господ секако ја подготвил за оваа наша генерација, енергија преку нафтата или енергија преку сончевите колектори или не знам, сите тие, господар на таа енергија е Господ. Господ дава енергија и тој ја усмерува енергијата кон каде што треба. Затоа ние треба да бидеме благодарни на Господа. Ете, браќа и сестри, колку што можев на кратко ја протолкувавме ова перикопа од апостолот до евреите, меѓутоа, секогаш да бидеме свесни дека Господ е достоверен во своите ветувања. Таков се покажува и порано, и сега, и таков ќе остане да се покажува. Да сте здрави и живи, милоста Божја да биде на вас, да ве чува, да ве храни во сите дни на вашиот живот.